Лето во Охрид, почитувани гледачи, помеѓу другото, дарежливост е на гостите или туристите понекогаш и да прикажат дел од собствените вештини. Во текот на летото ние бевме сведоци како насобран народ ја слушаат прекрасната музика, каде што мајсторите успеваат дури и на улица да ја презентираат. Чекајќи на некој начин видих што се случува на насобраниот народ, ние забележавме дека сите се собрале ни помалку ни повеќе туку околу Ристо Панов, наречен Ице од Струмица. Беше доста занимлив како соговорник и еве го во студиото на телевизија Морис, каде што му посакуваме добродошлица. Господине Панов, како сте? Здраво, добар сум. Прво поздрав до цела Охрид и до цела Македонија и сите македонци од цел свет, од диаспората, од срци и души и поздрав. И што можем со музика ќе направо да ги расположим. Без сомневање, собравте доста заинтересирани луѓе кои што следеа вашата музика. Јас се надевам дека истото ќе се случи преку телевизија Морис, кога наместо презентирање на улица, еве ќе бидеме во можност да презентираме дел од вашето знаење преку телевизија Морис. Благодарност голема. Мора да ми кажете што свирите и како успевате да привлечете толку народ за да ја ослушнат вашата музика? Исклучиво у срци и души ми се мои ствари у склоп на македонската култура и традиција. Иначе сум свирал у групи, имам шанса пак да свирам, ама најзадоволство ми е на улице кога ќе застанам. Тука со народот и да го делам, јарното и лошото, што кажал и Господ. Мораше ли на еден таков начин на презентирање на едно мајсторство да се одрази преку патот на неизвестност? Вие свирите пред народот, да. Имате и аплаузи. И ќе свириме, само здравје и живи. Имате и аплаузи. Има, усум се постоме прифајќат луѓето. Сега излегуват некој малку одскокнат, зошто така тоа, но, ама се отеко на времето ќе се цивилизират, се отварат простори, треба малку европски да се ориентираме, не е едноставно да се изсмееш на човек така тоа, но се е поврзано од доле па до горе, ако сакаме да одиме во Европа, тоа е тоа. Среќа што е град, па наместо аплаузи, нема можност да продефилира некој камен по вашата гитара. Не, далеко од тоа. Тоа се едноставно малечки изрази тоа, но па е у склопу на културата. Дали се случува некој да ве награди за трудот на лице? Има, излегуват изузеток луѓе што усвари не е у парите, збор што ќе каже што ми значи на мене и да го работам тоа и да го продолжим тоа. Иначе на мене ми е планот да продолжим уште една година во Охрид здрави и живот и после да го ширам културата во Европа, Балкан и у цел свет. Да. Има шанси, само здравје и живот, со Господ напред. Дали сте за прв пат во Охрид, господин Панов, или под втор или трет пат со дел на искуство доаѓате на Охридската? Охрид сум по втор пат. Уште еднаш имам план, здрави живот од година трет пат, и да направам поголеми работи со појачало, не едноставно со гитара, и да се организираме повеќе уличари, да направиме спектакл и да го утврдиме тоа како култура, уметност, а не се упарите. Така. Тоа е тоа. Тоа ми е желба. Што обично свирите кога ќе се насобере народ околу вас? Повеќе, јас си компонирам мои ствари. Јас може инспирација да добивам кога ќе видам некој девојка или некој проблем. Одно ми иде инспирација, некој збор тоа, разбираш. Тоа е тоа. Подалеку сум в уметноста од
благо време и така ми идат инспирации. Ако И некој, тоа го прифаќа народот. Едноставно, скромно. ако некој посака некоја сренада, предпоставувам ќе ја плати и ќе ја отслуша, ќе му ја отсвирите, сигурно. Да, да. Ама тоа е доброволно. Не е од целта опарите. Битно е да живееме и да го делиме јарното и лошото. До кога планирате во текот на летото да се здржите во Охрид? Здрави и живот дока е први 10 таму септември. Септември. И после у Струмица имам план да си одморам 1-2 недели, си видам фамилијата, пријателите и после у Скопје планирам. Октомври и ноември, околу 2 месеца таму да се задржам, имам и там круг обожаватели сум свирал таму. Токму за тоа сакам да ве прашам, вашата дејност е благотворна, која што Да. предизвикува познанство на голем Да, број да. на пријатели. Предпоставувам веќе половина Охрид го знаете. Да, да. И го знам, и ме знаят. У сум се, после сум прифатен. Тоа и тоа. Так. Тоа е, значи, успех. Так, исклучиво пеете, значи со Исклучиво мои ствари, нешто имитирам тоа. без жици, сранско, без српско. појачало, без ништо. Значи природен Едноставно гласот. со две раци, ни трзилица, ништо, и едноставно зборове, инспирација. Имам и за Охрид направена песна, и за Скопје, и за Струмица. Има многу ствари, ама себе ќе направиме малку еден увод. Можеме ли да Колку видиме има како шанси? нашиот микрофон ќе го прими звукот на вашата гитара заедно со вашиот глас? Да, да, зашто? Може ли? Може. Што ќе ни отсвирите, маестро? Сега, за почеток може да направиме нешто актуелно, што е за Македонија, за името. Знаеш, ги пратам јас тие работи, со Грција проблем, тоа, но па на мој начин, за да не го сменеме името, разбираш, Со задоволство. у забавен стил. Со задоволство. Нема ни цела Европа, Америка, Австралија да ме свири, те прелета мориња, океани, реки, планини и острови. Само сакам да се вратам дома, да ја видам мојата мома. И само сакам да се вратам дома, да ја видам мојата мома. Кај да одеш и да шеташ, само беј дома да се вратиш. И порно нема да најдеш од нашто македонско девојче, како титка росна шарена, наврана од градина, како сончевлет така висока, засаден во нашта ливада. Македонијо, земљо наша библиско, Македонијо, немој само името да си го менуваш. Дугината пуста да остане, и тоа злато лажно шо сјае, од земјата мила да ме раздели. Време дури чак 9 години, сам сакам да се вратам дома, да ја видам мојата мома. И само сакам да се вратам дома, да ја видам мојата мома. Кај да одеш и да шеташ, само глеј дома да се вратиш. И порно нема да најдеш од нашто македонско девојче, како титка росна шарена, наврана од градина, како сончевлет така висока, засаден во нашта ливада. Македонијо, земљо наша библиско,
tebe sigurno noći. Očigledno дека песните ваши се исполнети со љубов. Да, од било каков облик. Ете, патриотизмот го слушнавме. Да, тоа треба секој да го осеќа, Кон секој. каква уште љубов тежнеат вашите песни? Па, освен патриотизмот, знае се љубовта, Так, жени се символ на свет. Без жена не би постојал светот. так. И затоа секоја жена треба да цениме кога ќе помине по тротоарот. И дали е ниска, дали е плава, црна, дали е висока, дали е симпатична, дали не. Како жена треба секоја жена да ја цени. Пред малку во неврзаниот разговор спомнавте дека имате неколку собствени Да. работи кои што ние искрено да кажам че знаеме да ги слушнеме. Што ќе ни представите како втора песна? И како втора песна, јас сам бил по Грција, сега пак се надоврзуваме малку патриотско и после ќе одеме на трета песна љубовно. Едноставно, тоа секој што има некоја носталгија и желба спрема Егиот. Јас сум бил во Грција долго време таму, по Крит, по море, по бродови. И имам добри ствари направено како втора. И трета песна нека биде една носталгија за Егиот. Море широко, небо високо, грунтови плава. Егиот наш, како во бајка, ти си галајка, ангели да ми те чуват. Се молам јас, каде си сега ти? Каде си сега ти? Ветрови дуват, бранови блискат, бура се спрема, а тебе нигде нема. Како во бајка, ти си галајка, ангели да ми те чува. Се молам јас, каде си сега ти? Каде си сега ти? Осумен со вино, на Егејот те чекам јас. Дојди макар еден час, среќен да видам пат. Море широко, небо високо, бродови плават по Егејот наш. Како во бајка, ти си галајка, ангели да ми те чува. Се молам јас, ветрови дуват, бранови блискат, бура се спрема, а тебе нигде нема. Како во бајка, ти си галајка, ангели да ми те чуват. Се молам јас, каде си сега ти? Каде си сега ти? Осумен со вино, на Егејот те чекам јас. Дојде макар еден час, среќен да видам пат. Каде си сега ти? Каде си сега ти? Каде си сега ти? Једра, како бедоноје пловам сам, над палуба глави бели,
Visoko do oblaci letak sami, na brodocu široki jedra, kako hipik sa gitara svirkam sam. Na paluba mršojaci gladni, blisko do mene se lepak sami. Sakam da si pokrenene ti, samo to ja znam. Sakam da si pokrenene ti, srce da ti dam. Everybody. Na ostrov otkrit koga stignam, nemaš odakažem se, oće. Nudistički plaži vidu, okolo mene goli ženi šetat sami, kako kulavici beli. Na žeški od pesok se mačkat morski skani, kako mršuljaci gladni, blisko do mene se lepat sami. Sakam da si pokrenene ti, samo to ja znam. Sakam da si pokrenene ti, srce da ti dam. За една песна требало да се аранжира музика. Вие тоа умешно го работите со собствената гитара, меѓутоа требаше да се срочи и текст. Да. Дали тоа значи дека се појавувате во овој случај како автор? Да, се е ваш? да, точно. Се е мој од почеток до краја и здрав живот планирам. Ствари, јас имам касетата и зборев, ама да се направи втора касета. Ви се заблагодарувам што Искрено јас од срце ви благодарам и уште еден срдечен и поздрав од срце и душа за сите граѓани на Охрид и целна Македонија и у цел свет на диаспора, да има среќа и љубов и мир, а другото нека си дојде само по себе. Благодарам. Da šetaš i samo nebom da se vratiš, komu da nema da najdeš od našto mađeronsko grčino, kako ti dres našaje, nekada na ovog kraja, kako sam čovjek taka visoka, za sebe naša.